Време заспи ако можеш, почитувани гледачи. Јас сум Драван Милосаљевиќ, колегата Горан Мировски. Повторно го имаме на апликацијата Zoom. А вечерва продолжуваме тамо каде што практично завршија вестите на Алфа телевизија. Имено токушто беше и официјално потврдено дека лицето Лјупчо Палевски Палчо е уапсен во Турција на аеродром и дека наскоро ќе започне постапка за негова екстрадиција во Македонија. Исто така беше соопштено и дека подготвена е кривична постапка за 5 други лица кои што беа уапсени деновиве во Македонија. Мислам дека сега во овој момент во Основниот суд во Скопје токму се одлучува околу продолжувањето на нивниот притвор, меѓу нив, ако не се лажам, и таткото на сега веќе покојната Вања. За сите овие аспекти разговараме со, слободно ќе кажам, исклучителен човек, поранешниот началник во полицијата на Македонија, господинот Драги Несторовски. Добра вечер. Добра вечер. Ова е ситуација која што верувам дека и вас како професионалци ве допира. Денеска беше објавено дека се работи за траума која што го зафатила целото општество. Ова е навистина специфичен момент во кој што се уште сите бараме начин како да се однесуваме кон него. Се согласувам со препораката од психолозите дека и медиумите мора да бидат многу внимателни, родителите мора да бидат внимателни со нивните деца кога е во прашање целиот процес. Треба да се зборува за случајот, меѓутоа треба да се зборува многу внимателно, со аргументи и факти, да се избегнуваат шпекулирања. Ние се обидуваме тоа, се разбира, да го почитуваме, да ги почитуваме сите новинарски стандарди, иако во јавноста бара постојано нови информации, нови нека бидат и шпекулации кои што ќе дополнат одредена слика или не. Меѓутоа, во секој случај, практично со соопсењето на Лјупчо Палевски Палчо, веројатно се затвара кругот кога е во прашање овој грозоморен чин, убиството на Вања и на постариот господин во Велес, иако вашиот професионален нос, ако така може да кажам, дух, може да остави сомнеш дека има и понатаму простор за трагање? Па секако, бар по мене, има многу работи што баш и не ми се јасни. Иако јас долго време бев началник во Министерството за внатрешни работи на секторот за потраги, потражна дејност и соработка со Интерпол. Со Интерпол, многу важно. Да, која беше дел од ова постапка сега, трагање по лица исчезнати и трагање по лица криминалци. Сето она што не можеше полиција да го пронајде, фати и да го спроведе до надлежните органи, нашето оделение, кое колку толку броеше низ цела држава, по двајца, тројца, па и кај нас во МВР, го решавме тој случај. Сме имале случаи слични, бака да завршат кобно, не. И жал ми за младиот живот што ете така завршил, како што најмал се би очекувале ние. Сега мене ми е проблематичен периодот од 11 часот па назад, праќајќи се. Значи, зборуваме за 27 ноември. Да, кога е девојчето пријавено прво од мајката, ама доваѓам од кој пријавува таткото. Таткото. Значи, од 11 часот се враќаме према назад. Не е јасно дали пријавил во истата станица каде што пријавила мајката или пријавил во друга. Ако пријавил истата станица каде што пријавила мајката, мора да биде друг случај. Тој што ги примил информациите, значи мора да се посомнива службеното полициско лице дека нешто фали тука. Обично може да го објасниме ова, да, затоа што мајката пријавила околу 7:40. 7:40. Само 20 на минути како ќерката отишла во училиште. Да. Во 10 саат веќе се случило убиството. Не, ќе се вратиме 7:40, многу зборувам. А таткото пријавува во 11. Во 11. Каде го пријавил? По мене. Ако го пријавил во истата полициска станица, веќе режимот на работа би бил друг со него. Зошто? Затоа што е веднаш е сомнително. Он е сопруг, маж и жена се, нивно е детето. Не може мајката да пријави, па после, значи они немаат некаква координација.
Значи, Не сум сигурен околу брачниот статус, мислам дека се разведени, меѓутоа не сум сигурен. Без разлика дали се разведени, че он морал да праша, некој требал да разговара со нив. Обично кога се па разведени и веднаш се сомнева дека еден од родителите го зел детево, па по некој друг основ не му го давала да го гледа, да го види, па имаат одредени... Првата логична... Да, затоа требало да се разговара со него. И дали значи, разговара. тогаш требало веднаш да биде запалена црвена тревога, кога веќе човекот пријавува... Да се повика лице кое специјално може да го води разговорот. Сигурно тамо го пријавил на пријавница, не можам сега да предпоставам, али требало тој што го примил да пријави негде каде што треба да се јави. Иначе додека јас бев на работа, постоеше оделение за потраги во МВР, па постоеше оделение за потраги во СВР Скопје. Има надлежни инспектори по општините. Така да веднаш треба да го извести оделението во повисоко во Скопје и да почне да се работи, да функционира. Но може ли да не било сватено, сега лаички прашувам, сериозно? Па сигурно не е сватено сериозно. Да. Затоа што знаете како исчезнало детето, мајката пријавила, таткото пријавила, сигурно е со другарките некаде. Мислам, лаички така би размислувал некој, меѓутоа полиција не сме да размислува лаички. Сега кој ќе идеме наназад ќе ни дојде и тоа прашање. Во 10 часот е убиено девојчето. Јас како што чув на овој конференцијата што излагање јавниот обвинител и министерот дека го отепал девојчето затоа што бил исплашен и има потрага по него. Прво, од каде знае дека има потрага? Од каде знае дека во 10 часот сигурно немало потрага. Нема шанса. Вие да покренете толков апарат во министерството за 5 минути нема шанса. Затоа што прво луѓето ова во 7:40 пријавило. Во 8:30 доаѓаат инспекториве на работа. Тие 8:30 некој треба да ги извести. Па тие во 8:30 треба да формираат работна група. На таа работна група треба да им се каже што се бара, како се бара и дали се бара. Некој ќе рече 24 сати треба да се чека од моментот на исчезнување. 24 сати во зависност тоа ако важи за некои други прилики. Иначе кога има посебни некои сознанија, значи јас се сомневам дека имале сознание. Имале многу порано некои сознанија за да активира апарат на потраги, бар како што кажуваат преку овие јавни медиуми. За да покренете ви апарат, мора да даде наредба министерот или евентуално некој директорот на јавна безбедност. Нема шанса да потегне некој полицаец или командир на полициска станица. Тоа кошта и пари и средства, а и треба и материјални средства, возила, луѓе, па да се барат камери, да се гледат и така натака. Тука, значи, нешто има што за мене е непоемливо. Второ, ако во 7:40 пријавила мајката, значи она додека дошла до полициска станица и треба 10 минути. Значи таа негде во 7:30 знаела дека девојчево е исчезнат. А мислам дека во училиште се почнува од 7:30. Да. Значи како претходно знаела дека го нема девојчево. Наводно го барала на телефон, сега не... Ако знаеш дека иде во училиште, е глупаво да бараш некој на телефон. Значи не било, нема временски, времето не ми одговара, а ќе кажам ни зошто. Значи девојчето излегло од дома, прво, 1,75 м висок, околу 55-6 кила тешка. Би требало да се направи реконструкција. Дали можат двајца за минута-две да го вржат, да го стават во вреќа за спиење и да го изнесат. И никој да не види. Во период кога луѓе идат на работа, има поголем флутација на луѓе, на ученици и тие идат и во строг центар на градот. Па зградата сигурно имало други деца и детево да не викне. Нема шанса за мене. Многу сумнително. Дори јас се сомневам дека детето е претходно грабнато. Да не речам неколку сати, можда и од дома е земено. А да не кажам можда и вечерта. Тоа е моје мислење затоа што по ова нешто што го гледам ја, нема основ да биде така како што се кажува. И да се каже дека го тепал девојче затоа што бил исплашен. Видите? Тоа е најголемиот проблем. Јавен обвинител не лиши тој, мора да ги знае сите сегменти.
не лиши такво нешто да каже. Мора да направи барем на 2 реконструкции од кои веќе го најдено девојчето, треба да се повикаат стручните служби на Министерството на внатрешни работи, тоа е криминалистичката техника, форензиката, со инспекторите, а пошто реконструкцијата е истражно действие и обвинител да видат дали можно е. Ќе најдат некој девојче за минута, 2 да го изнесат до кола и никој ништо да не види. Затоа што ако на време сето тоа се сработи, на време ќе може да се преземат и другите активности. Така да, тука некако тоа ми изгледаше како да е, јас сега ќе кажем малце вулгарно, дека зборува како да се приватна детективска агенција, па зеле пари за некој случај да кажат нешто да им поверуваме. Нема шанса да се поверува. Стручните лица не. Можда инспекторите стварно се заложили, ги фатиле, ги откриле све. Ама овој други оддел, каде што не политиката, него тие политички што се ставани на раководни места, или не ја знаат работата, или погрешно ја тумачат. Бар по мене. Добро, господине Сторовски, тие и не мора да ја знаат политичките толку добро, но затоа имаат луѓе од околу нив кои што се би требало да се експерти. Ама тие излагаат го зборот. Затоа требаше инспект. По мене најголем инспект би бил директорот на БЈБ. Овој интересен момент. Горан, да те вклучиме во емисијата, додека траеше пресконференцијата на министерот за внатрешни работи, токму коментиравме со господинот Несторовски дека за целиот случај требаше да зборува директорот на БЈБ, а тој само стоеше од страна и молчеше. Затоа што министерот во принцип кажа една информација и потоа се заблагодаруваше. Се заблагодаруваше на овој, на оној, на државите, на полициите и така натаму. Меѓутоа некоја конкретна полициска оперативна работа не ни појасни. Па он едино што кажа дека имало оперативен штаб. Оперативниот штаб не може да го води министерот. Го води евентуално директорот на БЈБ, ако не некој началник на град Скопје или некој од МВР. Така да директорот на БЈБ дава задачи, прима задачи, знае текот на случувањето и може најдобро он да го објасни. Добро, меѓутоа специфичен е моментот со министерот за внатрешни работи. Горан, јас се извинувам, јас не успеам да го слушнам, Горан. Одговорот е многу едноставен, според мене, ако се слушаме сега. Да. И покрај тоа што сите апелираме да не се политизира случајот. За жал, морам да кажам за жал, министерот Спасовски и вечерва потврди дека тој со овој случај сака да искористи и да ја промовира својата кандидатура дали за претседател на државата или за претседател на СДСМ. Тоа е причината зошто шефот на јавната безбедност, господин Тасевски, сам дека се вика, воопшто не се појавува во јавноста. Да не зборам за другите елементи, ќе збориме подосна како Оливер Спасовски вечерва си ја приватизираше пресконференцијата за да каже дека имало критична пријава против монструмите и дека е фатен Љупчо Палевски, па зборува за негови лични моменти. Господин Несторовски е долго години во полицијата, поменал секакви началници и команданти на униформирани полиции, министри, заменици министри. Јас сакам да го прашам дали некогаш се случило да министерот излегува и да се обиде да собира политички поени за една ваква национална трагедија и трава? Па, во моје време не се случувало такво нешто, пошто тоа не е далеко тоа моје време. Да речеме, два министри биле после тоа. Прво било е срамота да се излезе, затоа што има стручни луѓе, има аналитичари и тоа ние знаеме дека во секој оперативен штаб кој почнува да функционира за одредено действие, има и аналитичари. Па тие аналитичари го припремаат материјалот, водат документација и знаат што треба да се презентира во јавноста. Оти може ние при наше збороње нешто да не се испушти, да отиде во етерот, а да промашиме. Така да дадеме некои посебни насоки. Па и вие сте долго време во оваа фела, не сте чуле министер за вакви работи да излегу, а би требало тука да излезе сигурно или началникот на град Скопје, пошто се случува на неговото подрачје, или некој аналитичар кој е добро информиран и добро ги водел работите за да презентира пред јавноста. Јас вчера слушав обвинителот и министерот има конференција за медиумите. Новинарите ги прашуваат прашања што
Значи и некои прашања не сакани да ги одговорат. Во вакви случаи секое прашање треба да добие одговор. Без разлика дали е добро, не е добро, дали влијае на некоја личност од политиката или не. Така да и затоа и реков, поише ми изгледаше на приватна детективска агенција која врши некој прес затоа што била вклучена во некои истражни моменти. Господин Астуровски, беше речено дека во акцијава, во операцијава за фаќање на овие, не може да речем луѓе, на овие нелуѓе, учествувале стотици полицајци. Па затоа реков, нема шанса. За 15-20 минути ти да покренеш тој апарат, нема шанса за 15-20 минути. Затоа се сомневам дека некој нешто знаел претходно. Значи, мене ми доаѓа дека или е девојчево претходно киднапирана, па не излегол некој договор, па после сватиле дека нема да им го вратат, па наредниот ден доаѓа во 7:40 прво едниот родител, па после другиот да пријави. Не верувам дека од 7:40 за 15-20 минути е покрената таква ситуација, 100 и кусур луѓе да бидат ангажирани. Или е можда само проформе кажано. Што значи тоа да се покрене операција, да се направи организационен план, да се формира кризен штаб и така натаму? Тоа е за тие што не знаат многу сериозна работа. Видите, прво кога тоа се свикува, никој не знае дека детево ќе биде убиено. Значи мора да се формира оперативен штаб. Тој штаб мора да припреми одредени действија што ќе се работи и кој ќе ги работи, и сето тоа треба некој да го потпише. Затоа што ти истражува материјални добра, возила, пари, гориво и да активираш луѓе. А за 100 луѓе да активираш, тоа мора да го даде некој повисока структура. Не може процесот на активирање претпоставувам дека е исто така на време. Стручно треба да кажам, се формира, се прави оперативен план, па може да биде оперативна акција или републичка, ако се мисли дека е подалеку од Скопје. А пошто било и подалеку од Скопје, слушаме и во Велес со господинот Жежов, што и него го извршено убиство, така да мислам дека има нешто, можда и не треба и ние да знаеме јавност, ама тогаш лошо го презентираат да се сомневаме. Ако било така, требало поинако да го кажат, а не вака за да ние... Имате впечаток дека после овие пресконференции и вчерашната на Гаврил Бубевски и на министерот Олиј Споцки, ова сега не недостасуваат повеќе одговори отколку што би требало. Па тие што треба ги нема тие одговори. Точно дека е најдено девојчето, најдено е такво како што е убиено, најден и овој. Да, ние викаме дека тој е убиец, не уште докажано. Треба да постапка за да се докаже. Во овој момент имаме само сведочење на луѓето кои се во АПС дека тој наредил и извршил. Да, не сме чуле дали е вршено вештачење врз нив. Сега не сакам да откривам како се прави тоа. Дали пукале, не пукале, кој пукал, дали е зрното најдено, не е најдено, пиштолот... Парафинска ракавица, не парафинска не сакав да кажам, али се взима парафинска ракавица, има, нема, баратни честички низ облеката, претрес на домовите, први претрес е направен и кај девојчето. Покојното. Дома кај родителите. Може би секој увид, претрес, пребарување, нека биде не претрес, ти за некој сегмент што може да помогне. Јас бар зборам од моје искуство. Така. За 20 години не се случило да исчезнато лице, да не отидам дома да извршам увид. Мора да ти даде патокос. Јас можда сте читале 95-та година, пронајдени беа лица кои беа исчезнати 73-та година. И 68-та. Ама мора да отидам дома, прво да го видам семејството, да поразговарам со роднини, пријатели, комши, за да дојдам и го најдов. Чекајте малку, човек што бил исчезнат 68-та. 73-та и 68-та, па ги најдовте во 2000 и 95-та. А 95? 20 кусур години. 20 кусур години бил исчезнат. Да. И го најдовте жив? Жив и здрави. Мора да признам дека интересно. Горан, повеќе. Да, за жал ова сторија е трагична, не е како таа од 95-та година. Ние многу прашања имаме и ќе се обидеме сега врз основа на искуството на Несторовски да дознаеме. Се разбира,
Несторовски, вие не ги знаете детали да истрагате и не можете да зборувате за неа, меѓутоа можеме со некаква аналогија да заклучиме како се однесувале македонските институции, МВР, пред се и обвинителството, заради тоа што ова рековме и вчера во емисијата, не е само сегашна актуелна трагедија, ова е траур што ќе трае со години и што ќе предизвика страх кај граѓаните за жал. Ме интересира една работа, го споменавте преска, покојниот сега веќе денес го закопал во Велес Панче Жежовски, кој што да, се уште не знаеме како починал формално правно барем. На 25-ти неговата ќерка објавува на Facebook, претходно е пријавено мисчина 22 на 23 дека исчезнат, исчезнате со своето возило, со кое што нели сега има информации дека била практично грабната малата Вања. Не ми е јасно, можно ли е да полицијата направила превид и воопшто не забележала во пријавата, да речам, дека со Панче Жежовски исчезнало неговото возило. Ова го прашувам од едноставна причина, доколку тоа се случило, доколку возилото било барано, ќе се видело на патарините од Велес до Скопје, има колку 3 патарини, ќе се видело ни Скопје Сейф Сити, ќе се видело дека тоа дошло пред зградата, доколку имало вистинска истрага таму, можеби ќе беше спречено и убиството на малата Вања. Тоа е дилемата која што сите не маче во моментов. Па видите, кога ќерката на Жезов пријавувала дека татко е исчезнат, треба да се видиме што запишал инспекторот што го водел разговорот. Ако му кажала дека е со возилото, ела да каже која марка возило, број на регистрација, боја и така натака, затоа што ако избегал, нема да го остави возилото негде, да го фрли или било како, значи ќе оди со него. И пошто тој е доволно возрасен, во прв момент би било дека сакал да излезе надвор од државата или во некој друг град, така да веднаш ќе дојде до сомневање дека треба да се бара и возилото. Односно возилото па ќе се најде човекот. Сега не знаеме дали го пишала и возилото дека го нема, иако овие кажа дека возилото му било земено ради некој долг. Сега што знам, ама тој долг не е баш таков за 500 евра. Овде влегуваме во многу специфичен момент, што и ние како лаици повторно ќе речам, бидејќи ние не изигруваме истражители, но прашуваме. Не, ама не знаеме ни документи дали има. дека им должел 500 евра на овие луѓе, дека го зеле неговото возило, за со неговото возило да извршат злосторство. Ова мене ми звучи како на лош, дури не од Б категорија филм, туку од С категорија индиски, да не речам. Зошто би направил некој такво нешто? Не верувам јас во тоа се... Затоа реков, зборувањето непринципиелно и недоследно е да давате такви информации на луѓето да почнат да се сомневаат во она што го кажуваат. Затоа викам, требаше човек што ги разбира работи да каже и онолку да каже колку што треба. Сето повеќе ќе го кажеш, мислиш дека си кажал многу убаво, ама не чини. Многу кажување нешто ќе излезе и што треба и што не треба, па имаш празнини измеѓу и сега треба тие да се пополнат. Како ќе оправдаме? Јас не верувам дека ќерката на Жезов рекла отиде пешки. Значи мора да кажала дека била со кола. Еве сега. Јас моите инспектори, бар јас кога бев началник, не дозволав да така проформе помине нешто. Мора децидно да. Па се отвора доси за исчезнато лице. Вие сега тоа е наш дел на полицијата. Отвора доси за исчезнато лице. Во тоа досие се даваат одредени документи, па ако треба ќе се извести јавниот обвинител. Ако не, додека не почнеме ние да добиеме одредени информации, лоши или јарни, ќе зависи од тоа дали и колку ќе биде известен и обвинителот. Горан, сакаш да додадеш нешто? Да, сакам да додадам врз основа тоа што претходно кажа Несторовски. Еве, да речеме дека ќерката на Жежовски, на Панче Жежовски, пријавила во полиција и таа пријавила дека само таткото исчезна. Еве, да речеме дека е така. Пријава на пријавница, полицајот што работи таму го информира човекот, не знам, во крвни деликти, во потраги, во која и да е оддел нели на МВР, пошто инспектор излегува на терен и оди кај семејството, како што рековте вие, да види, да разговара со семејството, до детали, со комшиите, со роднините, да видат дали има некој што му се заканувал претходно, дали имал некакви долгови. И тука сигурно семејството, значи ние не знаеме, се немаме увид во записникот од полицијата, сигурно било кажано дека исчезнато и возилото. Можеби не дека конкретно истиот ден исчезнато, меѓутоа можеби било кажано дека
возилото исчезна заради некаков друг долг, нели? Спекулации има разни. Ако се обрнало внимание на овој факт дека возилото е исчезнато заради некој друг долг, веднаш ќе се видело, се ние аматери сме во работава, меѓутоа логиката вели дека веднаш ќе се видело за каков долг се работи, кон кои лица е долгот, дали имале некакви должничко-доверителски линкови врски, и се повторно да не речам, имало шанси да се спречи другата трагедија со Вања Ѓорчевска. Затоа велам, без разлика што е запишано тамо, имало ли шанси да се спречи ова, доколку навреме се фатила истрагата сериозно да се води прво за сега покојниот Панче Жежовски? Па секако сега. Тоа е дел и домен на работата на инспекторите. Од кога ќе добијат информацијата дека исчезнато лице, Велеград голем, па они горе-доле може да и го знаеле лицето кое е, каков дојам имаат за него и каков карактер, тоа е друго прашање, ама службата мора да си постапи. И јас зборувам по мене. Секој пат сум го посетувал домот да видам што се случува. Во домот можеш да најдеш одредени работи за кои после тоа може да ти дадат патоказ. Сега кој би дошол дома, било кој ќе види возилото, дека може ќе се сетила керката, а и возилото го нема. Можда ако не го кажала во полиција. И тогаш се бара и возилото. И обично ние стално се сомневаме во такви случаи дека не би верувале дека сега ќе биде некој убиен, ама веруваме дека некој кривично дело сака да направи. Така да преземеме одредени мерки на предпазливост за да не дозволиме да се случи нешто. Ова е сега најтрогателно, отиде дете. По плюс, овој човек јас сега не го знам, иначе инспекторите би морале да имаат некои сознанија за Жезов, кој бил, што се... Нешто ја чув дека и злато барале, не сум сигурен. Имаше една ситуација во која што Палчо беше пред неколку месеци ставен во пронајден од полиција како копа злато заедно со некои личности, при тоа му бил најден и пиштол во тоа време. Инаку само да кажам, еве за гледачите кои што веројатно не следат нас, оној дел од пресконференцијата на министерот Оливер Спасовски што не го фативме, односно новинарските прашања кои што следеле потоа, министерот рекол дека 2 пиштоли се пронајдени во околината на Скопје и дека тие се поврзуваат со убиството на Вања Ѓорчевска, тие ќе бидат дел од истрагата и ќе се вештажат и така натаму. 2 пиштоли, еден треба да биде тој што бил кобниот и ќе се вештачат сигурно, тоа стручните служби на криминалистичката техника сигурно ќе го кажат, а може и да не се тие пиштоли, пошто сега имаме оружје по, како би рекле, на диво, многу лица го носат, може и го фрлиле, ама би било дали добро. воопшто, тоа сакав да кажам, рековте дека понекогаш се зборува повеќе од колку што треба, Да. и се даваат информации кои што не треба да се знаат. Дали и ова со пиштолите е можеби вишок информација? Вишок е сигурно. Може би се потекнуваат од друго убиство. Не дај Боже. Може. Но ако ми дозволите, прашањето за пиштолите е многу важно заради тоа што реков ми вчера во емисијата пред 6-7 месеци, полицијата направила увид на место каде што било организирано диво копање од исто така Лјупчо Палевски Палчо и други лица, најверојатно дел од нив инволвирани во овој случај, каде што исто така врз основа на поврзаноста со мапите што најверојатно ги поседувал или такви барем информации има непотврдени Панче Жежовски, било кај него пронајден пиштол марка Валтер 762, чинам дека беше калибарот, и ние потоа од МВР, вели зборуваме сега многу зборење, малку зборење, знаеме дека имало поднесена кривична пријава, но никогаш не разбраме дали таа е процесирана. Доколку сега излезе дека истиот тој пиштол е употребен за убиството или на Панче Жежовски или на малата Вања, тогаш што треба да се случи? Кој ќе биде одговорен доколку тој пиштол воопшто не е земен? Тој немал дозвола за носење, се разбирало само за поседување Лјупчо Палевски. И како воопшто му е не бил процесиран тој предмет да биде осуден, тоа што била чиста ситуацијата. Затоа што ако се направила врската меѓу Жежовски и оваа група, тогаш многу лесно ќе можело да се најде веднаш и кој е убиецот или осомничениот за убиството на Жежовски, па и повторно да речам, инсистирам на тоа, можеби да се спасил животот на малата Вања. Па можело све да се случи. Сега стално постои некој ако,
само дека не е постапено како што треба и по закон на нештата, по она што треба да се постапи, не е постапено. Во овој случај, сега ја можам да спомнам дека од кој заврши овој случај, би требало да се формира една работна група. Сите овие прашања кои не се јасни и за кои ние не можеме да си дадеме одговор, пошто нити имаме материјал да прочитаме, нити знаеме. Ако е најден пиштолот, дали му бил со дозвола или без дозвола? Ако е со дозвола, е едно, ако е без дозвола, е друго. Ако со тој пиштол извршено убиството, а викаме уште два други се најдени, значи нешто многу работи фалат и би требало се најде каде греши полицијата. Не за да обвинат некого да го осудат, него за да не се повторуваат такви грешки. За некому да му дојде до знаење дека да не, што викаме, превеќе збори или премалце зборува. Значи, од кои ќе се завршат многу работи, треба да се кажат. Во овој случај, јас се сомневам и за Жезов, и за девојчето. Прво, ако е девојчето мртво, зашто би пукал некој во него? Значи, нешто не можеме да речеме дека па овој Палчо бил тоталка забеган. Можеме, значи, некој освета има друга, некој друг ремонт. Не сум сигурен дали е потврдена таа ситуација дека девојчето починало од вреќата задушено, па потоа нема никаква логика некој да пука сега. Јас ве молам, зборуваме за убиства. Луѓето што прават убиства ги прават или родени злосторници, како ги нарекуваме, или луѓе во огромна паника, луѓе во страв, кои што често пати имаат ирационален пристап кон работите. Сега може би грешам, јас повторно прашувам како аматер. Меѓутоа, навистина е нејасна целата ситуација. Никогаш не сум чул некој да пука во веќе мртов човек. Викаме, имаме ние термин на мртов германец нож вадиш. Прво, и како може да се угуши во вреќа за спиење? Вреќите за спиење се такви наменети да може да влага воздух. Ако е гумирана, бар преку патентот влегува. Затоа тој што е користи, може да се угуши. Тоа е сосема ново гледање на работите. Некако многу лесно јавноста тоа го прими, па веројатно затоа се потребни луѓе како вас кои што можат да кажат нема логика да се угуши. Или е угушен. Затоа јас се сомневам дека е многу порано сето тоа случено. Добро, но од вашиот искав, нели, кој што се базира сепак на недоволно информации, се базира на вашето огромно искуство, меѓутоа сепак немате најчисти информации, што е логично. Од ова што го слушам. Се поставуваат така работите што, ако јас сваќам добро, не може само овие 5 мина да се во целата приказна. Прво се двајца, па после 5 мина. Прво двајца ја грабнуваат, нели, Вања. Јас себе, колку да бидеме јаки, 1,75 кила девојче, да го совладаме без да писне, без да чуе некој нешто, е малце невозможно. Потоа да изнесеш надвор, а никој ништо да не види. Во време кога имаме голема флуктација на луѓе, возила идат луѓе на работа, деца. Добро, на едната верзија беше дека може би таткото бил во возилото, па ако бил таткото би било природно да влезе со него. Сега повторно нели влегуваме во таа зона на пак зборувам спекулации. Во ходникот била грабната. Тоа е зборувањето во јавно. Тоа го официјалните луѓе го зборуваат. Не го кажуваат нити некој од медиумите. Јавен обвинител, министр за внатрешни работи. Ја кажуваат таа варијанта. Ја кажуваат варијантата. Се сеќавам памтам обвинителот кој рече дека во 10 часот е убил, кој сватил дека има потрага и се испоплашил. Некој му јавил дека има потрага? Од каде би можело да знае? Во 10 часот не би можел да го знае тоа никако. Едино некој да му јави дека е пријавено детето. Втор момент, ако вие сакате да оценувате некого за пари, ќе го остане живо детето. Мислам, единствена логика е да остане живо. Надвор од тоа секоја логика паѓа во вода. Зошто?
Многу е навистина замрсено. Тука би сакал да прочитам нешто што го кажа министерот. Повторно мислам дека ние немавме прилика да го слушнеме на пресконференцијата, моментот околу постапката за лоцирање на Палевски и неговото движење. Вели вчера неговиот адвокат во Годнал во Србија, тамо е оставен во еден хотел, наредниот ден го презема друго лице од Скопје со Джип Рент Джовер, тој е оној човек што е уапсен денеска, претпоставувам. Па вајде. Да, и преку граничниот премин Градина влегува во Бугарија. Од тамо со транспорт преминува влегува во Турција и оди во градот Бали Кесир, каде што нашите служби од секторот за меѓународна полициска соработка стапуваат во контакт директно со властите и полицијата и со еден нивен оперативен извор, кој што за кратко време врати повратна информација дека лицето е во тој град и ни кажа за неговите намери. Со овој интересен момент. И вели од тука сакал да замине во Истанбул, се подготвувал и со такси возач одел во Истанбул и тука симулирал враќање назад, односно тој симулирал дека оди во Турција, се извинувам, во Истанбул, а всушност се вратил назад во Бали Кесир и денеска попладне во страна на турската полиција уопштено дека се движел пешки по улица во градот. На друго место пишува автопат, јас го читам како што е на еден од посериозните портали наши. И ова мене ме збунува сега. Може би е паника кај господинот, не велам господинот, веќе кај осомнечениот убиец Палчо, меѓутоа одење во Турција, враќање од еден град во друг, го наште на автопат, извор имало кој што веќе го лоцирали, кој што ги знаел неговите намери. Прво е чудно што користи своја патна исправа. Знае дека Го бараат. Е распишана потерница. Второ е чудно дали потерницата беше распишана пред да влезе во Бугарија или после. А ако е распишана потерницата пред да биде во Бугарија, значи бугарите треба да го апсат на граница. А бугарите синоќа рекоа дека немаат заведено дека такво лице влегло во Бугарија. Па, нешто пак е сомнително. Доваѓа во Турција и во Турција треба на граница да го апсат, ако со неговата патна исправа, тие податоци се негови, или пак користел туѓа патна исправа. Дали ова лице што дошло во Белград да го изнесе, му донели патна исправа, па да дојдат до Турција, па после тоа да се покаже добар кажал каде, па нашите стапуваат во контакт со турските служби за да бидат апсат. Биле испратени фотографии од турска страна како потврда. Мора отпечатоци, иначе друга фотографија не важи. Идентификацијоната постапка е сосема друга. Горан, повели. Ова е на сериозна дилема за која што размислувам вечерва. Обвинителството и МВР објавија уште во петокот дека биле приведени 5 лица, нели, 3 добија веднаш притвор. Според информациите од истрагата, 3 лица веднаш укажале дека нели, човекот кој што организатор и извршител на убиството е Палчо. И сега тука, уште тогаш имаше спекулација во јавноста, МВР претпоставам дека знае повеќе или можеби по логика некаква заклучува дека Палчо отишол во Србија. Мене ме интересира процедурата, ова е многу важен сегмент од повеќе аспекти. Дали кога при истрагата некој од работниците на Палевски ќе каже дека тој може би избегал во Србија, МВР веднаш може да поведе некаква иницијатива за комуникација со српските служби полициски или мора да се чека на така наречена црвена потерница. Она што јас го знам како комуникација меѓу двете полиции е со години, со децени, вие тоа подобро го знаете, дека има луѓе кои што директно комуницираат без разлика на процедурите на Интерпол и тие веднаш може да ги информираат, зборам за македонското МВР, да ги информираат своите партнери во Белград дека тамо има лице кое што влегло на граница со името, нели, Палевски Палчо. Затоа што комуникацијата бар во поранешните ју републики постоеше и постои на усмен, односно телефонски начин. Размена на информации и на податоци. Кога лицето се лоцира и кажат дека е тука, можат и да го задржат 24 сати додека ние не изготвиме документи да им пратиме. Не мора да биде со црвена потерница преку Интерпол, може и меѓудржавно да се имаме ние договори со многу држави од Европа,
на предавање на криминалци. Ќе дадеме допис официјален, они ќе поведат екстрадиционна постапка. Тоа значи дека ќе има екстрадиционен притвор. И притворот ќе седи онолку колку да ги примат материјалите, нивните суди да ги проучат нашите материјали и после, ако треба, ќе се врати назад. Тоа е онај дипломатски дел. Многу пати се случувало да биде тоа и по брз начин враќањето, да не чекаме многу да се изготвуваат сите материјали, се е во интерес на заштита на имотот и лицата од одредени број на луѓе кои категорија на лица кои се криминалци. Ама дека можат веднаш да се, па дури можат и во Турција да се јават и во Бугарија. Јас сум бил и сум се јавил и во Германија. И тој ќе им каже, оперативно ми треба тој податок, значи они ќе го проверат оперативно и ќе ми известат. А ако сакам понатака да действувам, мора да имам одредени аргументи. И тогаш викам, апсете го, чувајте го 24 сати, ние додека изготвиме нашата документација преку Министерството за надворешни работи да ви доставиме. Има уште еден момент сега ме интересира, вака ми се враќа. Повели го. Се извинувам, само ако може да речеш што ова е многу важен момент. Значи, повторно да речам, еден од соработниците на Палчо во петокот дава информација дека тој е човекот што стои за тоа како организатор и извршител. Доколку во петокот македонското МВР или обвинителството, но МВР се разбира, треце, комуницирало со своите партнери во Белград, во Република Србија, Палчо немало да може во сабота да помине 3 државни граници. Српската, бугарската, да влезе во Турција. Тоа е едната варијанта, значи немало да се случи, не можело да шета низ регионот. Втората варијанта е за која што постои основан сомнеш, е дека Палчо се движел, вие рековте преска со лични документи, ние немаме никаква потврда, ниту демант од МВР дека Лјупчо Палевски Палчо се движел со лажен пасош. Да не заборавиме, Македонија во последниве 6-7 години издала над 215 пасоши лажни со имиња на македонски граѓани. Ние немаме потврда дали можеби и Лјупчо Палевски добил од МВР на Оливер Спасовски пасош лажен, тој не е лажен, тој е вистински пасош, но со друг идентитет. Дали можело ова МВР да го изигра подобро и со партнерите во Бугарија и со Турција? За сега вечерва да го слушаме министерот Спасовски како се фали дека тој направил нешто надвор од процедурата и нешто големо и успел да го врати Лјупчо Палевски, што навистина вака ми е мизерно и бедно да не речем. Прво, сега ќе зборувам од искуство, како било порано. Прво, Република Македонија, кога веќе сватила дека се работи за Лјупчо Палевски, има право да распише распис, викаме, да ги затвори границите. Тоа значи сите гранични премини и воздушни и сухоземни. Да не може тоа лице кога ќе дојде на граница да биде апсено и приведено и веднаш да се извести одреден инспектор кој ќе дојде да го спроведат. А пошто знаеле дека иде за Белград, тоа е Србија, можеле, јас сум се јавувал по телефон. Внимавајте, имаме таков и таков човек кој може и кај вас да направи нешто, ако направил кај нас, тоа е сегде јасно. Затоа викам јас, сигурно не одел со негови податоци, да речем. Можда користел туѓа патна исправа или патна исправа со туѓи податоци, оригинал. Нема шанса да не се јавиле, бар колку што ги јас знам, тие луѓе се доста вредни, работат Интерпол и Европол, пошто се тие сега поделени, имаат телефонска комуникација, бар ние сме имале пред 10 години, кога имавме и помали технички можности, сега сигурно имаат можност да се јават и веднаш да се договорат. Тоа не е проблем. Сега влегувам во разговорот на Горан, сакав да го продолжам практично. Секој профил претпоставувам дека е различен и на злосторник, меѓутоа постојат некакви патерни на однесување. Логично ли е човек кој што извршил злосторство во својата земја и кој што успеал да се извлече преку граница, не навлегуваме како, да се движи по рути кои што изискуваат влегување од една држава во друга, па потоа во уште една. Да не забораваме, ниту Бугарија во Европска унија, Србија не е, Турција повторно не е.
Има гранични контроли, мене ми е по-логично тој да успел да влезе на територија на Европска унија, па потоа низ Европската унија да лавира, кај што не бара пасошки контроли. Тој морал од Македонија во Србија, од Србија во Бугарија, од Бугарија во Турција, тоа е ризично многу. Мислам сега барам логика, затоа велам не знаеме ни од Турција каде имал намера да заминува. Веројатно и не сакал ни таму да остане за навек, туку барал можеби, не знаеме. Но сепак поминување граници во еден краток временски интервал, дали е тоа очекувано, да го наречам тоа? Па во пракса не. Бар она ја што го знам, обично тој што ќе изврши убиство оди најдалеку што е можно да оди и се затајува. Бар одеден период да нема негови податоци негде, да не се јави така, да нема контакт со полициските служби, затоа што ќе бараат податоци и потоа ќе видат дека може да го бара некоја држава. Ние имавме убиства, луѓе ни беа во Шведска избегани, па тамо со туѓ идентитет обстоевал некоја време, но сепак беше пронајден, пронајдени. Ова е малце чудно по мене. Јас не верувам дека користел своја патна исправа. Мислам свој идентитет. Мислам дека користел туѓа патна исправа. Но ризикот ќе се согласите на менување на држави во регионот? Во регионот, ама со туѓа патна, мислам туѓи податоци може, ама изгледа лутал, не знал што да прави со сам со себе. И сега тоа ми е чудно. Зошто велам? Господинот, се извинувам, почитувани гледачи, одбивам да го наречам господин, иако тоа ми е праксата, Палевски е човек кој што има огромно искуство. Тој е човек кој што имал сериозни релации со полицијата, барем така се зборува во чаршијата, човек кој што имаше во свој посет разноразни документи, човек кој што занимавал со бизниси, значи има животно искуство во најмала рака големо, значи човек кој што има пари, барем така беше представата околу него, и кога веќе се одлучил на ваков несфатлив злочин, логично е сите тие негови животни искуства, средства што ги имал, да му обезбедат однапред размисла, што велите вие да отиде најдалеку што може. Меѓутоа тоа не се случило очигледно. Па изгледа и сам збунет. По мене, сега во таква прилика се разбира, тука веќе нешто и сигурно му се враќа свеста што направил, како направил, и обично луѓе од тој ков сакаат да бидат приведени, фатени, да на некој начин се ослободи од онаја стега дека го брка некој, вака е фатен. Психолошкиот притисок. И сега на суд како ќе биде, што ќе биде, како ќе се правда, што ќе... Знаеш, друго е на суд кога ќе излезеш веќе адвокати ќе гледаат некои можности како може и што може да се направи. Добро, но случајов е таков што ми се чини дека за месец-два све ќе се заборави и готово. Знам, меѓутоа државата, веќе целата нација очекува за него максималната казна, тоа нема дилема, мислам. Добро, судиите ќе речат дека тие судат по словото на законот, за нив важи нешто друго. Вчера зборувавме о леснителни околности, ќе се пронајдат можеби. Па ќе барат адвокатите сигурно. Ќе со, знаеш, она сега како што дојде модерно, признал вина, па нели мора да му се намале. Да, меѓутоа за убиство на дете на ваков начин мислам дека не постои. Може ќе излезат аргументи дека бил приморан или некој друг му помогнал, па тука може и родителите да бидат офатени, ако се... Добро, но едниот родител веќе е во притвор. Веќе е во притвор, значи било договорено, па Рековте дека не сте имале ваков случај, вака што завршил. Меѓутоа, сте имали ли случај каде што е, бидејќи тоа најмногу мислам дека ја потресе нацијата, родителот учествувал во активност која што сигурно не очекувал да заврши вака, односно претпоставуваме, меѓутоа во најмала рака постоела сериозна можност нешто да трне наопаку и да се случи ова. Секој од нас како родител природно вика никогаш не би го ставил своето дете во таква ситуација, особено малолетно дете. Не размислуваме така, тоа е нормално да... Имаме еден случај, сега ќе се вратам неколку години наназад, беше киднапирана девојка во Данска, ама наша, државјанка. Целта била затоа што се заљубила во некој данец, па сакале се земат, а овие незините не сакале тука. Ја имаа дрогирано, значи под јаки седативи и под дрога, ја донеле во Македонија и ја притаиле.
Дечкото незин неколку дена не можел да ја најде, да ја види. Почнал да ја бара дома каде што живела, видел дека не е, пријавил во таа полиција тамо од Данската. Тој знал дека македонка, ама друго не знал за неја, дека што е, не се јавија од Копенхаген. Ваков случај пријавува, предпоставува дека е македонка од Македонија. Ние ја најдовме девојката. И то сокриена беше добро од незините. Извршиме претрес, се сомневавме дека сигурно тие грабнале. Не знаеме мотивот кој е. После тоа ни излезе мотивот што е. Беа осудени родителите по 10 години затоа, пошто тие има и данско државјанство. По 10 години беа осудени. Ако се татко и мајка. Затоа што ја донеле во Македонија мимо незиното сакање. Така, но овој случај мора да признаме многу по... Ете, родители зеле, да речеме, да грабнат дете, ама да го чуваат дома. Сега таа 25 години нормално сакала да се омажи. Неки ли да ја дозвола, да. Не дозвола, затоа што бил данес. Тоа е едини таков случај и сега не сакам да зборам, 88-89 имаше таков случај. Едно девојче, 11-12 годишно, беше грабнато, злоставувано, на крај убиено негде во Скопска Црна Гора. Јас го знам името и презимето, ама не е убаво да се кажува. И дури и се обидели да го запалат. Тоа е така најгрозоморно. Беа пронајдени тогаш убиците? Не. Никогаш? Не. 89-та беше тоа, не се пронајде и после се растори државата, од Југославија предаме као Македонија и некако тој случај така заврши. Тоа е последен, мислам, тако грозоморен случај кога исчезнува дете. Така. Горан Побељ. Околу повторно ќе се вратам околу таа начинот на комуникација и како е дојдено вечерва практично во македонско време, рано вечерва во Турција или доцна попладнево, да речам. Значи, тоа што го зборуваше министер Оливије Спасовски, што сака да добие некакви политички поени на случајот, што ќе речам уште ми е мизерно и бедно, апсолутно не е точно. Информациите за тоа каде се криел Љупчо Палевски Палчо, практично ги дал човекот со иницијали СД, 46 годишен возраст, за кој што денеска не објави јавното обвинителство. Ние вчера во емисијата не се за фалба, само како чин на одговорност ги имавме информациите кој е приведен, каде е приведен, на Дојран споменавме вчера во емисијата, но не сакав да откривам податоци со цел да не се наруши истрагата и затоа се воздржавме од објавување на овие информации. Значи истиот овој човек со иницијали СД, регистарско возило нема да кажеме се разбира, под Струмица, за време на возењето со Палчо преку Бугарија, од Србија, Бугарија во Турција, објавува слики на социјалните мрежи. Значи, тоа се поврзува со ова што го збори Несторовски, дека некои од овие луѓе имаат некој внатрешен конфликт и некогаш сакаат некои работи да ги прават што се крајно нелогични и штетни за нив. Во случајот објавена е фотографија, на пример, која што овде ја гледам пред мене, сега не објавувам, не се види името, каде што јасно се гледа каде се упатува возилото. Ова лице, кога е фатено вчера вечерта на граничниот премин во Дојран, на враќање, значи на влез во Македонија, кажува точно каде се наоѓа Палчо, што сака да прави со адреса и така практично е фатен. Значи воопшто не се работи за некаква посебна тактика, стратегија или некаква, не знам, големина на Оливер Спасовски и неговите луѓе, туку се работи за оперативно сознание добиено од човекот кој што го возел Палчо. А сакам на крајот Несторовски од мене, на крајот зборам на оваа емисија, да го прашам дали е можно да Палевски имал своја поддршка, своја структура или луѓе кои што биле во врвните ешалони и на полицијата, и на тајните служби, па ако сакате и во политиката, заради тоа што според мене е невозможно да вие имате толку многу па и кривични дела зад себе, а никогаш да не бидете одговорни пред судот, да не бидете извадени, да не бидете затворени, не знам, и пиштолот Валтер што го споменуваме преска, можеби не бил воопшто одземен, не знаеме, тоа таква информација се уште нема. Дали е можно индивидуалец кој што имал и политичка партија која што практично беше никаква минорна, можел да го направи сето ова, а да нема заштита од одредени структури во државата, моćни структури? Па јас преска вака низ разговорот нешто кажував, ама не сакам да бидам така вулгарно да кажам. Прво,
Од каде знаел дека има потрага по него? Значи некој му јавил, сега не сакам јас тоа. Тој некој што му јавил е сигурно од ешалонот на повисокиот слој од полицијата. Значи, одредени информации ги добивал од полицијата, а можда и ги давал, така да, за да биде он, да ги избегне некои работи. Второ, не може да ја напушти државата, а сите знаеле 2 дена порано дека е тој што губил девојчето, да излезе преку граница слободно, дали му дале, нечем да зборувам, па и патни исправили. Сега испаѓа дека човекот го кажал во Турција тој што го носел, а не дека службата во Турција Интерпол го наште. Значи, ова им кажува на нашите, па нашите се јавуваат тамо, она што викам телефонски да го уапсат. Али по добиена адреса, по добиени сознанија, а не по, да речем, по патна исправа или по податоци каде што се движал низ државите. Затоа викам, чудно е да напушти државата, да напушти Србија, да напушти Бугарија, да влезе во Турција и после тоа пак и Сесир, како беше она. Да, значи, некој кажал дека е тамо, тој што кажал, вие го спомнавте, што дошло, што го носел. Така да, успех е можда да е тој што кажал, па е некој човек што имал негативно мислење за неговиот шеф, или да го речам Палчо, или биле во завада, или па е во блиски односи со полициските структури, па дал информација. Нешто има такво, сега не сакам да бидам... Имаме уште многу прашања на темата, меѓутоа мислам дека треба да затвориме веќе, барем за сега. Би ве прашал повторно исто што ве прашав на почетокот, сега вака после заокружувањето на целата приказна, значи формално министерот за внатрешни работи ја затвори, условно кажа, на приказната, уопште не се сите, сега следува судски процес, екстрадиција и така натаму, меѓутоа како да се заокружи приказната околу извршителите на злосторството, апсењето нивно, објаснети се мотивите, иако повторно велиме тоа е прилично чудно, и сега може вака да остане? Да лебди во воздухот или ќе мора? Прво, мотивот не е децидно кажан. Јас кога почнував да работам, ама негде 80-тите години, ниеден, тогаш имаш истражен судија, не примаше кривична пријава ако немаш мотив. А да го кажем мотивот зашто го направил тоа, па некој пат дури и истражувавме повеќе за мотивот, иако знаеме кој е сторителот. А тоа значи треба да разговараш со обвинетиот долго време за да сам си ги одговориш тие прашања што треба да ги добиеш. Сега може да би било најдобро, пошто е ова вака сега сето скупчено, па некако кругот не е убав. Затворени, ама има разни други меурчиња што се излагаат. Мора да се размисли, како што порано се работело, да речам сега не порано, пред неколку години, да вајде ќе седнат службите да видат кај грешат. Не само во постапката на работата, него и грешките при давање информации на медиумите. Затоа што луѓето остануваат недоволно информирани, односно, ако почнат да размислуваат, гледаат дека многу работи фалат и да почнат да се сомневаат. МОВР е институција во која не смееме воопшто да се сомневаме. Та едина институција, бар за мене, мора да биде најдобро организирана и не може ни една друга служба да биде поорганизирана од тој систем. Иначе, ако тој ни се распадне, се распаѓа целокупниот систем од државата. Горан Побели? Ако сакаш да гледам само уште еднаш на крајот, една работа што е многу важна, што да речам банална е, но сепак е многу важна. Ја повторно тој правец доколку можеше да се најде некако начин да се спречи ова трагедија. Возилото на Панче Жежовски е Citroen BX, чинам дека е моделот. Возило кое што е во Македонија изфрлено до употреба можеби 10-15 години. Доколку полицијата сериозно се заинтересирала за овој случај, исчезнувањето на Панче Жежовски, тогаш
ќе беше најдено возилото од било кој граѓанин кој што патувал на потегот Веле Скопје или центар на Скопје кон Бразда. Значи не може да го скриете, не е Голф 4-ка, 5-ка, 6-ка, па има такви стотици низ градот. Тоа е едно возило, јас претпоставам дека во Македонија нема повеќе од едно-две вакви возила. И затоа сум разочаран од тоа што дефинитивно овде дел од полицијата, велам, не целата полиција, потврли и не успеа да спречи или барем да расчисти најголем дел од работите што за жал најмногу ги мачат семејството, нели, на Вања и на Панче, но не мачат и на сите градини на Македонија. Да. Мислам дека Ова ова беше констатација, дека треба да се разгледат сите грешки што се направени во текот на овој случај, со тоа што не треба да некого да ние судиме, али службата сама да знае за друг пат да не ги прави сите грешки. Ако не да може се случи. Да. Драги Несторовски, поранешен началник во МВР, ви благодарам за гостувањето и ви благодарам за искуството што го споделивте со нас и со гледачите. Колку можев да ви помогнам, ми беше мило и мене. Да. Горан, ти благодарам и на тебе, почитувани гледачи, тоа беше Сезар вечера, веднаш да кажам, Заспи ако можеш се обидува да не да помогне во целата ситуација, меѓутоа да даде придонес во смирувањето на оваа општа траума која што не се случува, сите сме потресени, сите се уште го живееме овој миг кој што е апсолутно грозен, неубав. Може би и ние грешиме во нашиот настап, но секако не намерно се обидуваме да доближиме барем малку нешто што ќе даде смисла на една голема бесмисла. За жал, на крајот на краиштата институциите се тие што ќе го имаат последниот збор. Утре во 15 часот репризато издание на оваа емисија, а утре вечер во 22:30 ќе ви се јавиме со нови гости.